Николче диктаторче и неговата екипа ја претворија Македонија во долина на волците. Заедно со братучет му Искендер од тајната полиција сега подплачаат поединци за да ги разбијат стечајците, невработените, бранителите и хероите на татковинската војна. Млекарите, сточарите и целиот македонски народ. Искендер лично ги плаќа. Тој, првиот братучет на Никола Груевски во ликот на Мијалков. А тие го имаат и Миленко, издавачот на лажни визи за Америка. До него ја гледаме Мирка, Палатас и Јадибурек. Нивната улога е најновата епизода на власта за заплашување на народот дека тие ќе победат. Николче диктаторче стана джамбас како Муро. Му одговара дружбата со Амди Бајрам, со Зинго, со Павле од Конче и слични големи ВМРО-вци и патриоти кои прават се за својата револуција и за личните интереси. Николче диктаторче сега го одврза кесето и подплаќа поединци за да зборуваат кој што правел за време на татковинската војна. Бидејќи Николче диктаторче сега се прави недоветен за проблемите на луѓето. Ќе му повториме која беше улогата на бранителите, македонскиот народ и брат Љубе во последната татковинска војна. Јас македонската политика ја водев од македонските ровови на фронтот. Јас, Никола, го исполнив својот политички долг кон Македонија, кон татковината, кога одработив 4 години и донесов меѓународна политичка победа на Македонија. И бранителите сила која постапува на вистина државнички, а не предавнички, Никола. Финансискиот долг на татковината кон бранителите требаше да го подпише и измири тогашниот министер за финансии Груевски, кој имаше можности, средства, воени даноци и што уште не на располагање. Тој не мрдна со прст за хероите на Македонија. Избираме слобода. Заокружете го бројот 18. Обединети за Македонија.